финансирање и буџет, почитувани колеги пратеници, дебатираме веќе втор ден за предлог законот за изменување и дополнување на законот за ДДВ, каде што се намалува данокот на додадена вредност за електричната енергија. На попластичен пример да го објаснам за што станува збор. Станува збор за ситуација каде што проблемот е створен од власта и сега проблемот сака да го реши истата оваа власт. Проблемот или штетата која што прави со покачувањето на електричната енергија за 12,3% е заради криминалното, неспособното и неодговорното работење на менаџерските тимови на Електрани на Македонија и МЕПСО, односно на енергетските компании, а сака да го реши проблемот со тоа што ќе го намали данокот на додадена вредност, кој што всушност представува и наша идеја, односно наш предлог кој што пред непол месец го најавивме, и тоа е за поздравување, но со ова сакам да констатирам дека овој проблем нема да биде решен во целост, него тој проблем ќе биде решен само за една година. Што ќе се случи наредната година, после една година, после 12 месеци, данокот се враќа во процент од 5 се покачува на 10% и тогаш може ова инфлаторна спирала да се отвори, која што и сега во овој момент е некаде проценти. Чувствувам страв дека истата таа инфлаторна спирала ќе оди многу погоре. СДСМ лицемерно зборува за намалувањето на данокот на дадена вредност, а во исто време оваа власт ја покачува цената на електричната енергија. Воведуваат кризен данок во форма на зелена такса од 4 и повеќе денари за поскапо гориво за литар, а и воедно најавуваат и нов арач, односно нов данок. Нов арач, како што љуби да го каже тоа мојот почитуван колега Пренџов. Ова што го прави власта на ЗАЕФ и СДСМ е тотално осиромашување на народот, а не враќање на парите. Го поддржувам амандманот на представничката од Алијансата за албанците, но мораме да констатирам дека и ВМРО ДПМН поднесе 2 амандмана за предлог законот, и тоа намалување на ДДВ за електричната енергија. Првиот беше за важи не само за домаќинствата, туку и за индустријата, за сите компании, и данокот да остане 5% доколку цената на електричната енергија не биде иста. Тоа ќе биде наредниот амандман кој што ќе се предложи од наша страна. Што велат сега експертите за оваа работа? Велат експертите, намалувањето на електричната енергија од 18 на 5% е времена мерка во предизборен период, која ќе и нанесе уште поголеми штети на енергетиката. Ваквата одлука на владата е само привремено решение. Експертите велат, дупката во буџетот ќе ја почувствуваат граѓаните кои ќе плаќаат повисоки цени по други основи. Само за пример. Маслото за јадење од 50 денари за литар, сега можеме слободно во маркетите да појдеме да видиме дека е преку 90, негде ни 100 денари, но не за литар, него за 900 милилитри. Истото се случи со шеќерот, со брашното, со сите основни енергенси. Со ова намалување, дупката која што ќе се создаде во буџетот ќе биде поголема, а тоа ќе се пополни со она нова еколошка такса која што најавуваат за бензините и за дизелот, што за жал е само пренасочување на давачките на граѓаните од едно на друго место, а не е вистинско намалување. И покрај зголемувањето на цената на електричната енергија минатата година од 7,4%, енергетските компании наместо добивка повторно генерира загуба. Енергетските постројки треба плански да се користат и плански да се одржуваат, бидејќи стабилен енергетски систем е индикатор дека државата има правилен и стабилен економски раст. Минатата и предминатата година Електрани на Македонија продаваше поевтина енергија на универзалниот снабдувач во однос на произведената електрична енергија. Намаленото производство, ниската цена, потрошените акумулации, сите сме сведоци оваа пролет до кое ниво се доведува акумулациите со нивното празнење. Плюс
зголемувањето на вработувањето, односно трупањето на администрација во енергетските компании, се причини за овие генерирани загуби од 16,8 милиони евра. Неодговорните и неспособните политики на СДСМ, но пак ќе потенцирам и криминалните тендери во РЕК Битола, преку милиони кои завршија на сметки на приватни фирми, ќе имаме поскапување на електричната енергија. Граѓаните не се должни да плаќаат поскапа електрична енергија за да можат да се делат тендери во РЕК Битола и да се вработуваат, пак ќе повторам, партиски војници во ЕЛЕМ, МЕПСО, каде што само пред избори минатата година се вработија преку 1000 вработени, а истото се случува и сега пред овие локални избори. Сакам да потенцирам како се краде народот. Евана Хоум, снабдувачот на граѓаните со електричната енергија, објавува тендер за набавка на електрична енергија за периодот 1 јули до 31 декември. Вкупната количина на електричната енергија потребна за граѓаните е 1,585,585 мегават часови. Тендерот е поделен на два дела. Првиот дел од прилика 17% од потребите на граѓаните, а 30% за останатите. Согласно закон, мораме да кажеме дека ова е последна година кога ЕСМ, односно ЕЛЕМ, има обврска да понуди 17% од потребите на електричната енергија за граѓаните на тендер, а снабдувачот Евана Хоум одлучува дали ќе ги прифати или не. Тендерот беше одложуван два пати. Прво требаше да се отворат понудите на 16 јуни, па на 21 јуни, за да конечно падне одлука од Бихачка понудите да се отворат на 24 јуни. Зоран Заев и Ковачевски, директорот на РЕК Битола, одлучиле ЕСМ или ЕЛЕМ да понуди не 17%, туку 100% од потребите за електричната енергија на Евана Хоум по цена од 36,1 евро по мегават час. Поранешното ЕЛЕМ во 2020 година на Евана Хоум му продаваше електрична енергија за потребите на граѓаните по цена од 38,8 евра по мегават час, што е за 2,7 евра по мегават час повисока од таа која што сега ја нуди. Со таа цена во 2020 година ЕЛЕМ забележа загуба од 16,8 милиони евра. Со новата цена загубата ќе се зголеми за нови 4,3 милиони евра до крајот на 2021 година и ќе биде поголем од 20 милиони. Каква е состојбата на пазарот во регионот овој ден, односно на 24 јуни кога се отворија понудите? Електричната енергија по која што се тргува во регионот Грција, Бугарија, Романија и Унгарија е 90,4 евра по мегават час за истиот период од годината 1 јули до 31 декември. Доколку ЕСМ, односно поранешното ЕЛЕМ, ја продаваше оваа енергија до соседна Грција, само по основ на разлика во цена ќе заработеше повеќе од 85-6 милиони евра за само 6 месеци. Повторувам, наместо нови 4,3 милиони евра загуба, поголем приход од 86 милиони евра за само 6 месеци. Но како требаше да се постапи? Како прво, ЕЛЕМ да ја продаде електричната енергија на слободниот пазар. Ова го кажувам за да дојдеме до ситуацијата зошто се покачува електричната енергија, а имаме носиме закон за намалување на данокот на дадена вредност на истата оваа електрична енергија. Значи на слободниот пазар не само за втората половина од 2021 година, туку и за првата од 2022 година и на тој начин ќе се зголемеше приходот од 150 милиони евра. Читувани пратеници, ова е еклатантен пример за испумпување на народните пари. Колку ги чини граѓаните на Македонија ваквото раководење и ваквата политика на Зоран Заев и во енергетиката за само една година? Ова се податоци официјални и вака вели: загуба на ЕЛЕМ 16,8 милиони евра, загуба на МЕПСО 6,8 милиони евра. Вкупната загуба на двете државни енергетски компании изнесува 22,8 милиони евра во 2020 година. За споредба, менаџерскиот тим
кој што раководеше и менажираше претходно со Електрани на Македонија на 5. август, кога му ја остава на Елем, на новото раководство, начело со СДСМ и Зоран Заев, ја остава со 1,5 милиарди денари или 25 милиони евра банкарски депозити и околу 300 милиони евра, 300 милиони денари или 5 милиони евра на сметка со исплатени обврски, а МЕПСО ја завршува годината со 2,5 милиони евра. Ете, затоа со Заев нема да имаме подобри денови, нема да донесе европска перспектива, нема да донесе подобар стандард, ниту повисоки плати, поевтина електрична енергија, ниту па помалку корупција и криминал и многу повеќе луѓе спасени од ковид пандемијата. Јас ви благодарам. Благодарам.